chicks like you. Give us a good name, use your body for the fame game. Најстарата и најголема филмска школа на светот, Московскиот државен универзитет за кинематографија, му додели почесен докторат на нашиот македонски режисер Милчо Манчевски. Почесниот докторат го доделува Советот на универзитетот, а на Манчевски му ја врачи ректорот на Државниот универзитет за кинематографија Владимир Малашев. А Манчевски изјавил дека сега и официјално е доктор за филм. Државниот универзитет за кинематографија, формиран во 1919 година, е најстарата филмска школа на светот. Меѓу бројните педагози кои предавале на овој престижен универзитет и основоположникот на современиот светски сценаристички израз Сергеј Ейнштејн. На него студираат 2000 студенти, а овој универзитет има и сопствено филмско студио, комплетна опрема за продукција и постпродукција, лабораторија, па дури и свој студентски дом. Минатата есен Манчевски гостуваше на Државниот универзитет за кинематографија со педагошко-продукцијски проект, кој го финансираше американската влада. Во проектот на Манчевски беа вклучени сите факултети кои работат во склоп на Филмскиот универзитет, а резултатите беа прикажани на завршната проекција на крајот на минатиот месец. Проектот доби огромен публицитет во руските и светските медиуми. За прв пат почесниот докторат отиде во рацете на режисер од балканските простори, и тоа токму во рацете на Милчо Манчевски. Актерката Мила Кунис неодамна беше одбрана за најсекси жена за 2013 година, но за само неколку дена таа доби уште една титула, која не е поврзана со незината убавина, туку со смислата за хумор. Поред анкетата спроведена од еден американски магазин, Мила Кунис е најзабавната актерка на сите времиња. Кунис со тоа успеа зад себе да ги остави Дженифер Анистон и Камерон Диас. Ваквиот исход на анкетата можеби е еден вид изненадување, ако се земе предвид дека Анистон редовно досега ги собираше наградите за најзабавна актерка на годината. Уредништвото на популарното списание смета дека Кунис заслужено е на првото место, бидејќи зад себе има неверојатна година која ја одбележа улогата во комедијата Тед и моментално е меѓу најбараните актерки во Холивуд. Инаку 29 годишната Мила и приватно е позната по својата смисла за хумор, а тоа го покажала многу пати преку своите интервјуа и гостување во емисии. Се стопи богатството на контраверзната пејачка Еми Вајнхаус од некогашните 10 милиони фунти, колку што изнесуваше богатството на покојната британска пејачка Вајнхаус во времето на врвот на незината слава. Денес се останати само 180.000 фунти. Во најголем дел парите се потрошени за покривање на долговите на Еми. Незиниот татко Мич Вајнхаус изјавил дека тој и неговата сопруга морале да земат кредит за да ги покријат трошоците што ги направила Еми за дрога, шопинг, хуманитарни донации и подароци за незините пријатели. Дел од трошоците се очекува да бидат покриени и од заработката од албумите продадени по смртта на пејачката. Еми се однесуваше како дете, ги расфрлаше парите. Незиниот татко знаеше дека таа потроши поголем дел од заработените пари, изјавил семеен пријател на семејството Вајнхаус. Сепак, ваквата незавитна финансиска состојба не ги спречи родителите на Еми да донираат средства во хуманитарни цели. Тие дури основаа и фондација за помош на млади зависници од дрога. Але дека 3 оброци на брза храна неделно можат да доведат до појава на астма и екзем кај децата, предупредуваат новозеландски научници. Тие наведуваат дека високото ниво заситени масти во храната, како хамбургери, влијаат на слабењето на имунолошкиот систем. Истражувањето со кој биле опфатени деца од над 50 земји покажало дека тинејџерите кои јадат 3 или повеќе оброци брза храна неделно имаат 39% повеќе шанси да заболат од акутен облик на астма. Ризикот кај малите деца изнесува 27%. Постои сомневање дека брзата храна придонесува на порастот на случаите на астма и екзем кај децата, а редовното конзумирање на овошје и зеленчук може да го заштити нивниот организам од овие болести, наведуваат новозеландски научници. Истражувањето е спроведено од тим научници од Универзитетот во Оукленд на Нов Зеланд, кои ги испитале прехранбените навики на 181.000 деца на возраст од 6 до 7 години и 319.000 деца на возраст од 13 до 14 години.
Научниците истакнуваат дека 3 порции овошје и зеленчук неделно можат да го намалат споменатиот ризик за 14% кај намалите деца, а за 11% кај тинеџерите. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.